А додека семејствата на настраданите од Кочани протестираат и бараат одговорност, во собранието имаше жолчна расправа за интерпелација на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поднесена од левица, според која тој несовесно ја извршувал функцијата, постапувајќи непрофесионално. Тошковски одговора дека ниту бегал, ниту молчел, ниту се криел, напротив. Мнозинството во парламентот реагира дека Тошковски бил метан на напади на како што ги наракуваат квази патриоти. Адријана Алексиевска е во собранието, ја вклучуваме директно од таму. Адријана, повели со деталите. Коки во тек е втората пауза од пленарната седница, на која прва точка на дневен ред е, како што кажа и ти, интерпелацијата за работата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Втората пауза ја побара координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и беше одобрена од председателот на собранието Африм Гаши, бидејќи, како што слушнавме и од колешката Викторија Миткова, министерот Панче Тошковски се упати кон министерството каде ги прими родителите на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Расправите околу тоа дали истрагата е селективна или неселективна кулминираа со провокациите од страна на пратеничката група на левица, односно пратеникот Борислав Крмов, но и останатите пратеници од оваа пратеничка група, кои во форма на провокација им се обратија неофицијално на дел од пратениците од ВМРО ДПМН, веднаш откако Крмов имаше процедурално обраќање. Да погледнеме првично дел од атмосферата, кога кулминацијата беше доживеана во моментот кога левица побара родителите на загинатите да бидат примени, односно да влезат внатре во законодавниот дом и од галеријата да ја следат собраниската седница, но и покрај тоа што тие знаат дека тоа не е според процедурите и согласно собранискиот деловник, бидејќи таква средба, односно посета од страна на родителите на загинатите не била најавена, како што и посочи самиот председател на парламентот. Да ја погледнеме првично атмосферата од седницата. Левица ја поднесе интерпелацијата поради, како што кажа и во своето образложение од собраниската говорница, дека министерот Тошковски истрагата ја водел селективно, односно не ја задоволувала правдата, бидејќи актуелни функционери не биле опфатени. Наспроти ова, министерот Тошковски е дециден дека истрагата опфаќа околу 70 осомничени и не се исклучува можноста истата да се проширува доколку се дојде до докази заедно во координација на МВР и обвинителството дека некој друг е било како вмешан во овој настан. Во продолжение слушаме дел од образложението на пратеникот од левица Сашко Јанчев. Од медиумите и социјалните мрежи видовме дека од дискотеката во Кочани и на претходни настани била користена пиротехника, отворени огневи и други запаливи материи. Но непознато е дали МВР има евиденција за издадени одобренија за набавка и употреба на вакви средства во објектот. Доколку немало барање за употреба на вакви средства, МВР требало да постапи по допрен глас согласно член 33 од Законот за промет со експлозивни материи, при што морало да забрани употреба на пиротехнички средства. Тошковски, искористувајќи го своето право да исто така се изјасни од собраниската говорница веднаш по образложението за тоа зошто левица ја поднесува интерпелацијата, првично тој својот говор го започна со тоа што уште еднаш кажа дека жали за секој еден живот кој беше згаснат таа кобна ноќ на 16 март и е дециден дека истрагата и понатаму можно е да се проширува доколку МВР и обвинителството најдат и други докази и дека никој нема да биде поштеден од одговорност доколку е било како вмешан. Сите овие настани во собранието, но и обидот за провокации од страна на опозицијските партии, тој ги нарече дека се обид за манипулација. Во продолжение слушаме дел од излагањето на министерот Тошковски. Министерството за внатрешни работи поднесе 5 кривични пријави и опфатени се 70 осумничени.
Секој обвинување за селективност е или резултат на непознавање на основите на ЗКП или свесен обид за политичка манипулација. Во однос на обвинувањата, поврзани со употреба на пиротехнички средства, јавноста мора да знае неколку недвосмислени факти. Министерството за внатрешни работи постапува согласно Законот за заштита од експлозивни материи и други релевантни прописи. Пиротехничките производи се третираат како експлозивни материи и нивната употреба, складирање и промет се строго регулирани. Секој кој планира употреба на пиротехника на јавен настан има обврска да поднесе најавено барање до Министерството за внатрешни работи и за истото да добие согласност. Собрани се огромен број на докази до сега, истите се процесуирани до јавното обвинителство. Јавното обвинителство ќе постапува во насока на целосно расветлување на фактичката состојба и секој еден кој што има било каква одговорност и поврзано со кривично правниот настан ќе биде предмет на овие процесни действија. Според ставовите кои беа споделени од страна на пратеничките групи на СДСМ и Европски фронт, известно е дека овие опозицијски партии ќе ја поддржат интерпелацијата на Тошковски, но сепак нема доволно гласови за истата да биде изгласана, за која е потребен 61 глас најмалку. Во текот на расправијата своје мислење дадоа и пратениците од СДСМ, односно пратеникот Милета Левски, како и пратеничката од Европски фронт Арбана Пашоли, кои кажаа дека, односно упатија низа обвинувања кон Тошковски, а од друга страна пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски е дециден дека истрагата се покажала дека не е селективна, односно секој еден што е вмешан ќе одговара и дека Тошковски ја работи својата работа согласно закон. Во продолжение слушаме дел и од оваа дебата. Брат Дамие ќе одговара е најголемата лага која што тука пред македонската јавност се кажал министерот Тошковски. И тоа не е точно. Никој нема да одговара. Затоа глас за интерпелација на Тошковски е глас за тоа законот да важи за сите и за функционерите од власта, буквално за секој оној кој што ќе се огреши пред законот. Прв чекор за промени и реформи во безбедносниот систем за зајакнување на јавната безбедност е разрешување на Панче Тошковски. Не ја бараме вашата оставка за политичка одмаза, ја бараме заради етика, заради државна одговорност и за да се испрати порака која треба да се слушна на секој агол од државата. Животите на нашите граѓани вредат. Постапка без јасно утврдени докази и факти, без вистински виновници и транспарентна постапка која што нема да попушта под притисок на оние кои што сакаат да генерираат хаос, не е достоинствен чин. Тоа е непочит пред жртвите и тоа е кукавичлук. А пред кој хаос? Пред хаосот на оние кои што истото тоа го правеа во 2015 година и ги донесоа овие кои што изгореа 75 луѓе на различни настани за да не поднесат одговорност. И повлекувањето од таквите и не соочувањето со таквите е чин на кукавичлук. Кукавици може да барате од левата страна. Кукавици повеќе нема. Затоа што оние кои што важеа за недопирливи, на кои што вас ви е страв, името да им го спомнете кога ќе влезеше тука тој кој што беше прв вице-премиер, станувавте бели како кошулата на Апасиев Димитар. Седницата се очекува да продолжи за околу 45 минути, кога Тошковски би се вратил овде во законодавниот дом, откако ќе ги прими родителите на загинатите во дискотеката Пулс, а според информациите можно е да трае и по 18 часот, со оглед на големиот интерес на пратениците кои се пријавени за збор. Секако целосен извештај ќе имаме во 17:30. Кој ќе повели? Да, благодарам Адријана Алексиевска во живо од собранието.